Добро вечер. Крајот на Централниот дневник ни е резервиран за вестите од културата. Самостојната изложба Арт Код на Маја Ралева Миладиновски представува концептуално истражување на секојдневното кодирање што не обкружува и не дефинира како современи човечки суштества. Авторката ја анализира идејата за човекот како жив систем на податоци, како биолошка и дигитална структура што постојано се кодира и декодира. Изложбата е поставена во продажниот ликовен салон на Културно-информативниот центар во Скопје, а ќе биде отворена до 9 декември. Арт Код е насловена поради најновите кодирања кои што ги имаме денеска. Со неколку годишно вако истражување кое што увидов дека ние сме бомбардирани на некој начин од кодирањето кое што ги имаме денеска во однос на секојдневното живење кое го имаме. Така да ова приказна се прошири. Неколку години па имаше мал застој, па подоцна уште некое надополнување и мислам дека е време малце луѓево да на некој начин да им помогнам да се свестат, да се соочат малце со реалноста, затоа што да, ова е реалноста која што кодирањето денеска нас ни е секојдневно живење вако. А техниката во која што е работена оваа изложба е комбинирана, значи се работени на природни материјали од јута, значи тие мали мајци кои што се каширани со различни смоли и значи плюс имаме одредени принтови и цртеж со акрилна боја. Издавачката куќа Метаноја го промовираше своето најново издание Дијалози за слободата, книга од авторот Љупчо Јолевски. Во книгата се забележани 40 на разговори со исто толку современи македонски визуелни уметници, работени во периодот пред, за време и по пандемијата. Промоцијата на Дијалози за слободата се одржа во амбиент на изложените дела од поставката лица на Сдруженијето за култура Транзен, а посетителите имаа прилика да уживаат во делата Живот за уметноста на авторите Александар и Ивана Настески. Дијалози за слободата е книга која се бави со најсуштественото, со слободата. Слободата која би сакале да ја живееме, слободата за која дишеме. Генерално се работи за книга во која се поместени разговори со 40 на македонски визуелни уметници кои се, би рекол, она што е сршта на современата македонска сцена, културна сцена, и во неа говориме за еден период пред, за време и по короната. За сето она што тие уметници, тие луѓе со кои е разговарано, се обидоа да го сторат за себе, тргнувајќи од себе и стигајќи до публиката која веќе не беше таму каде што треба да бидат нивните дела. Едноставно, како новинар се обидов да го доловам не само моментот на нивното творештво, каде тие одат, колку при тоа исчекоруваат напред, колку тргаат кон некои широки димензии на своето творештво, туку враќајќи се кон себе, кон оно што представува нивната срж на постоење и на творење, да го дадат собствениот максимум и да кажат дека во Македонија постои дело, во Македонија постои ликовна култура, во Македонија постои култура и дека ние овде и во едни вакви услови на затвореност, како што беше пандемијата, можеме да твориме, да бидеме слободни и да му ја подадеме раката на светот. Многу ни е мило што вечерва ја презентираме или ја поставивме изложба на Александар Настески и Ивана Настеска, кои што се застапени во книгата на Љупчо Јолевски Дијалози за слободата. Вечерва амбиентот или промоцијата ќе се одвива значи во таа поставена изложба, а отворањето на оваа многу значајна, можем да кажем, изложба ќе се случи наредниот четврток, а тоа е на 4 декември, каде што во фокус ќе бидат самите слики, особено на господин Александар Настески, чии што слики од оваа серија
ќе бидат за прв пат прикажани во Македонија. Овие слики беа прв пат прикажани на една научна конференција во Италија, посветена на праисторија, особено праисториски локалитети во Македонија. И навистина ни е голема чест дека Александар Настески заедно со негова ќерка Ивана Настеска имат прилика еве да изложат нивните слики како представници на оваа прекрасна книга која што содржи повеќе од 40 на интервјуи за познати македонски уметници. Во рамки на овогодинешното 6-то издание на Котон Блуз фестивалот се одржа ликовна колонија на авторите Трајче Чатмов, Милан Андов, Слободан Живковски и Боро Арсовски. Ликовната колонија веќе трета година е дел од фестивалот. Станува збор за интеракција на ликовни уметници кои сликаат додека музичарите свират. Ќе понуди 3 промоции на блуз албуми за прв пат у историјата на Македонија на еден блуз фестивал, како и 3 амерички бендови што до сега на блуз фестивал не били. Оваа година дека ноември не пуштаме бркови, ама ќе ги донираме сите пари за уролошкото здружение, карцином на простата и тести. Леонардо да Винчи уште викал, во ателието на сликарот секогаш свири убава музика, за разлика од другите категории, нели, уметнички, кои што се исто добри, меѓутоа ова е посебно нешто и ова е голема чест. Пошто ја навистина го сакам блузот и така да ова е прав амбиент за мене. Ова е исто сцена, така, тоа е исто уметничка како и музиката и ова е, нели, една сцена каде што во реално време истото ова го спојува. Обично овој процес трае подолго. А музиката трае додека трае. Така, најтешка категорија е уметничка музика. Ама ќе научиме нешто од тоа. Затоа што во реално време да се направи дело, тоа е тешко. Најстимулативно е, само зависи за кој е сликар, нели? Некои се навикнати да работат во тишина, во ателе, смирено, концентрација, а некој им треба ваква атмосфера. Зависи од тоа што слика. Јас сликам ова, значи мене оваа атмосфера ми е идеална. Така ми се сликите. Тоа е се што ви подготвивме за денешното издание на Вестите од културата. Ви благодарам на вниманието.